Денешната епизода ја снимаме во услови на добро изменаджиран имбецилизам, заради тоа што условите кои што ги нуди островот воопшто не се ни малку слични на нешто што го има на континентот. Се надам дека и добро ме снима микрофонот поради ова маска која што морам да ја носам и на отворено, лето, покрај море, на плажа ако седнам доле. Не смеам буквално никаде да бидам, ако се напијам кафе, морам да ја тргнам, да се напијам и да ја ставам. Разбирам за затворен простор, разбирам дека го има ковидот, разбирам се, ама во услови на вакви моменти и нови протоколи и нови ред други глупости кои што се случуваат, малце ми е сето ова чудно. Но ние ќе започнеме со темата која што ја најавив минатата недела, а тоа беше како е сега во однос на оно што го прикажавме претходно по рестораните. Знаете како беше таа епизода, дали со 20 евра може да се издржи еден ден и да се храните по ресторани, да се храните да брза храна, да се храните на улица и така натаму, а да си поминете убаво. Сега ќе направиме на паралела да видиме како е по маркетите. Да, во секој случај е поевтино, изборот е поголем, ама конкретно ќе тргнеме. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Можевте и да забележите, а можете и сега да забележите, нема многу луѓе. Едноставно, пола свет е исплашен од се она што го гледа и она што го слуша по медиумите, дека страшно е. Јас пак ја кажам, не сакам да бидам погрешно разбран, но за една ваква некарантинска болест, факт е дека ковидот постои, се умире и така натаму, но со под 0,5% смртност, колку што јавуваат сите. Замислете што ќе се случува ако дојде нека карантинска болест, да кажеме како вариола вера што била, како ебола, со 50% смртност и 60% смртност, не со 0,5. Тогаш, веројатно, ќе умре планетата и ние заедно со неа, устари планетата ќе се движи, ние ќе умреме, затоа што тек тогаш не знам што ќе се случува. А ова со вакцините, и затоа мислам дека е сето ова само еден тренд за да се повика целото население, да се подисплаши што повеќе, да се вакцинира. Одве дали 5% луѓе да се вакцинирани на планетава, а згора на сепак, јас не прочитав никаде нека фармацевтска индустрија да каже дека ако се вакцинираме сите дека ќе заврши пандемијата. Не, таа ќе си продолжи. И сега се поставам прашање, вака ќе биде наредниве година, 2, 3, 5? Нема работа, затворија хотелите, затворија училиштата, затворија градинките, затворија спортските надпревари. На островот овде, каде што до вчера како да живеевме на друга планета, па просто гледајте, море,
чист воздух, сонце, нема никакво загадување, бидејќи нема индустрии на островот, а ние живееме во некаков страв дека доаѓа ковид и да не јаде. Не ми останува ништо друго да го бистрам умот на хоризонтот, да си внесувам што повеќе боја во мојот систем, во системот, кој што веројатно има причина зошто. На крајот краиштата внесен е нов производ, маски, кој што до вчера не постоеше, не е леп млеко и така натаму. Во првите 6 месеци се продаени 8 милиарди маски, по 1 евро пресметајте. Внесен е нов производ како вакцината. Внесени се дезинфекцијските средства кои што никогаш не сме ги користеле во вакви моменти. И ајде да прекинам. Саше, имаш 2 минути, јас малце да го одморам умот и тргнуваме со автомобилот да ги свртиме маркетите и да си ја тераме емисијата. А вие најдете си систем во системот како да обстанете и уживајте во денешната епизода. Стартуваме! Се движиме сега низ островот, по другите, барем големите маркети ги фатам, да ги покриеме и прилично ќе имате добра слика за тоа како се движат цените и колку можете практично во споредба со онаа епизода кога работевме ресторани и дали со 20 евра може да поминете еден цел ден, видовте дека може. Убаво се издржува, ама нормално сето тоа треба добро да се изменаџира. Сега нормално во маркетите нешто повеќе производи може и да се соберат за домашна продукција, ама домашна продукција, значи ќе треба да седите дома и да готвите, бидејќи купувањето во маркетите на готовата храна ви е прилично слична како во ресторани, тогаш подобро ќе седам во ресторан. Нервира единствено што морам да се движам со автомобил, бидејќи многу пати имам зборувано досега за сообраќајната некултура, за гужвите, за сето тоа. Јас имам зеро толеранција на глупост и затоа понекогаш и ме вади од такт самото движење со автомобил овдека. Се трудам тоа да биде со Веспа, со моторче, поради тоа што побрзо ги поминам дестинациите и практично помалку влезен сум, инволвиран директно во ова имбецилност од сообраќај што ја има посебно во оние шпиц интервали на островот. Сега и нервозата ќе биде поголема, бидејќи овие нови протоколи што се случуваат, што немаат логика едно со друго, ги прават и самите учесници во сообраќајот понервозни и помалку, уште помалку толеранција и, што е најважно, нетрпението е сведено практично на највисоко ниво или, поубаво да се изразам, трпението е сведено на минимум. Прекинуваме тука со снимање, за да се концентрирам на возењето. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories.
podcast. И сега се наоѓам пред маркетот кој што важи на островот за еден од подобрите, можеби најквалитетните. Не е толку голем како Lidl или Pama, ама има исклучително квалитетни продукти. На два спрата е, паркинг се има, со тоа што за разлика од другите маркети, овој внатре има многу убаво бистро со многу убава храна и готвена храна и брза храна. Сега ќе влезам внатре, ќе испазарам и ќе ви кажам отприлика дали навистина се цените малку повисоки на оние основни продукти кои што ги вртиме низ маркетите денеска. Испазарив нешто основно. Според ова што го имам тука на сметката, можам да ви кажам дека за некои 50 центи па и до 1 евро на основните продукти и на некои од поквалитетните е поскапо. Да, но тука имате многу поголем избор на сирења, многу поголем избор на оние продукти како леќа, граф, нема само по 1, 2, 3 врсти, има по 6-7 врсти, да не зборам за местнати производи, сувоместнати пршути и се она што секојдневно се користи. Ама цените се тука некаде од 50 па некои дури 1 евро. Например, имате зеленчуци кои што во Гринс се спакувани, буквално само да ги отворите и да ги ставите во тенџер и супата ви е готова. Додека во помалку маркети има така добро спакувани, исчистени, дотерани, само за да си заовријат дома. Одличен, мене многу ми се допаѓа и тука има она картичка за лојални купувачи со кои што се добиваат поени и се добиваат одредени бенефити. Одиме на другите места сега. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Сега се наоѓам пред најголемиот шопинг центар, супермаркет. Практично ова е еден цел концепт од многу дуќани, од многу продавници, а внатре е најголемиот супермаркет, има два вакви, Pama и Pavi на островот. Ово е најубав. Јас некако ми е најомилен и интимно сум поврзан, бидејќи кога пазарам, сакам да пазарам квалитет, што има еден запис Антони Бурден вели: не јадам храна во оваа километража по минута на животот, не јадам храна ако не ја чувствувам емотивно, ако не ми буди емоција. Таква храна најчесто овдека се купува. Разликите во цените ќе ги видите, ќе ги фатиме сега, барем оние основни продукти. А од тука пак ќе одиме во маркетот кој што важи за еден од најприходоносните во Европа. Да, во Европа. Тој се наоѓа тука во Малта. Сега ќе тргнеме прво во Pama, да ви покажам мал момент. Нормално ќе се потрудам да ви доловам дел од атмосферата, а после ќе направиме и една паралела со цените во однос на други. Оди. Уште многу мали маркети, или јас што ги викам гранапчиња, каде што има и пониски цени, не секогаш, но квалитетот и изборот е драстично помал. Од се во ова што го видовте, може да извадиме нека генерално резиме дека во Lidl се наоѓаат некои производи од основните продукти во домаќинството наевтини. Но Pama е секогаш најголемиот избор. Ако сакате исклучителен квалитет каде што многу нема да размислувате за цените, тогаш Greens или Value. Тоа е тоа. Како и да е, нема да поминете многу скапо ако дојдете туристички и си готвите сами дома и си поминате еден одмор од 20 на 30 на дена овде на островот со таков аранжман. Мислам дека
Сега ќе останете уште малку, само да ги видите аути за минатата недела и ќе кажам, мислам дека малку од малку помогнав во размислувањето, ако сакате и имате намера летово да не посетите. А до тогаш, најдете си систем во системот и ставајте си стално помалку поликолор, бидејќи ако чекате да се отпуштат протоколите и мерките, кој знае кај ќе ни е крајот. Биете ми во добро здравје. Се гледаме следната недела со нова интересна тема. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.